Утрото по богојавление Тивко осамнува над Охрид. Езерото мирува, носејќи го благословот на осветените води. На овој ден, црквата го слави светиот Јован Крстител. Гласот во пустината, оној што го припремаше патот. Оној што стоеше на границата меѓу земното и небесното. Високо над езерото, врз древната карпа кај Канео, веќе 8 века, како брод вкотвен во вечноста. Храмот Свети Јован Богослов плови кон исток, кон светлината на рајот, кон Бога. Каменот, молитвата и тишината стануваат едно. Во светата литургија, времето се зема од вечноста, а човекот ја прима бесмртноста како дар. Зборовите не брзаат. Верата не се објаснува, таа се живее. Тука, над осветените води, споменот на Свети Јован Претеча останува жив, а неговите крилја покрив за сите оние што го повикуваат. Една голема потврда дека нашиот Бог не е никој далече, таму Бог кој го создал светот и го заборавил, но дека бил и е се уште постојано присутен тука во нашиот свет, во нашата историја, секој ден и секој момент од нашето живење. На истиот ден, под благословот на Свети Јован Крстител, охриѓани го одбележуваат денот на рибарите. Фаќачот на крстот со својата тајфа најпрво се собира во црквата Свети Никола Геракомија. Од таму, со пеење на богојавленскиот тропар во Јорданија, со литни знамења и погорка, тие тргнуваат кај местноста Сарајште, каде масовно се капат, како и сите своји претходници, зачувувајќи ја оваа значајна традиција. Во Охрид, верата се пее, таа се живее. Студените бранови, веселите гласови и зимското сонце создаваат сцена на вечна врска помеѓу човечкото благодарење и Божјата присутност.